Добро вечер, второ издание на дневникот на Канал Плюс. Еве дел од настаните. На 20. мај 1836 година во Битола е формиран првиот пожарникарски одред во Македонија. Пробиштип, Виница и Кочани од денес се со нови теренски противпожарни возила. Кривична пријава заработи поранешниот градоначалник на Македонска Каменица. Тој и уште 8 мина се сомничат за злосторничко здружување и незаконско приватизирање на управната зграда на САСА. На денешен ден, 1876 година, избувна разловечкото востание против османлиската војска, синоним за будењето на националната свест во Македонија. Востанието е инспирација за историчарите и писателите. Со промоција на опремата и кадарот, македонските пожарникари денес го одбележуваат својот ден. Нови теренски противпожарни возила од денес имаат единиците во Кочани, Виница и Пробиштип. Најопремена во источниот регион е Штипската противпожарна единица, вели командирот Кирчо Патраклиев, гостин во студиото на Канал Плюс. Значи денеска беа гости кај во територијалната противпожарна единица градоначалникот на општина Штип и беа децата од Ванчо Праки и од Тошарсов. Значи тоа се најмалите ученици што сакавме да ги запознаеме за нашата работа. Значи, од дечињата имаше многу добри прашања поставено кои сака да бидат пожарникари. Мене ме изненади само едно прашање, зошто нема во територијалната противпожарна единица женско пожарникар. Значи, обеќавме дека еве таму пред сите дека наредната година ќе имаме нели женско пожарникар. 6 години, значи територијалната противпожарна единица соработува со доброволното друштво Флориан, тоа од Велика Британија. Така да знаете дека добивме големи донации. Еве денешниот ден ќе го искористам дека градоначалникот кажа дека ќе добиеме огромни донации од америчка амбасада, од германска амбасада, бугарска и така да не го нели сега повторувам сето тоа што го он кажа, значи дојде времето да чекаме кога тоа ќе пристигне кај нас и да можеме да територијалната противпожарна единица да се опреми до крај да биде една од подобрите во Балканот. За вас што е пресудно за една успешна реализирана активност на терен? Дали може би брзината, човечки фактор или може би нешто друго? За успех на пожарникарите, значи прво треба да биде за мене брзината. Или така да стасаме на време. Прво да има доја добра, дежурниот да ни ја пренесе и нашата брзина значи треба да биде брза, прецизна, со никакви, да речеме, прекршување у сообраќај или било што, додека да стасаме на местото на настан. Денот на пожарникарите во Штипската територијална противпожарна единица беше одбележан на пригоден начин, при што пред присутните пожарникари говореше градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Тој истакна дека општината вложува напори за дополнително опремување и подобрување на условите за работа на пожарникарите, кои важат за едни од најуспешните во Македонија. Оваа година, благодарение на добрата соработка со некои странски амбасади, добивме дел од опремата. Едната е опремата од германската амбасада, која ќе ја промовираме заедно со амбасадорката на Република Германија овде. Тоа ќе биде на почетокот на месец јуни. И втората е што со Република Бугарија во рамките на ИПА фондовите од Европската унија имаме одлична соработка и преку нивното Министерство за надворешни работи ќе имаме проект. Тој проект ќе значи најмалку 2 противпожарни возила за нашата бригада, кои ќе бидат комплетно нови. Паралелно со ова треба да се работи на соодветна едукација на најмладите преку отворање на клубови за пожарникарство во основните училишта, бидејќи младите се тие кои треба уште од најраната возраст да го сватат значењето на заштитата на околината во рамките на тоа и од пожари. 20. мај, денот на пожарникарите, денеска беше одбележан и во Кочани во присуство на претседателот на Советот и секретарот на општина Кочани, како и други гости од институциите во општината. За работата и интервенциите на пожарникарите, присутните ги поздрави и информираше командирот на територијалната противпожарна единица од Кочани Дијан Арсов. За медиумите тој изјави: Да се надеваме дека ќе имаме што помалку работа во однос на интервенциите. Територијалната противпожарна единица од Кочани од нова година наваму, значи почнувајќи од 1 јануари 2015 до сега имаме 89 интервенции. Најголемиот дел од нив се однесуваат на технички интервенции, затоа што
За жал во пролетниот период, односно уште беше зимскиот период кога фатија големите поплави во нашиот регион и се уште се бориме со подземните води кои што се најавуваат во одредени населени места, поготово во Чешиново Блешево, бидејќи како територијална противпожарна единица ја покриваме и тој дел. Што се однесува за пожарите на објекти, можам да кажеме дека оваа година беше доста успешна во смисло дека имавме намалување на бројот на интервенции на објекти. Може би дојде до зголемување само на пожарување на очаци, кои што и покрај честите апели што ги правиме како противпожарна единица за навремено чистење на димноводите, односно на очаците, кај дел од населението се уште превладува на стихиноста, па затоа се јавува поготово во зимскиот период да имаме чести интервенции во тој дел. На празникот на пожарникарите и официјално беше представено новото возило кое е донација од Дирекцијата за заштита и спасување, а кое ќе служи за гаснење на пожари. Територијалната противпожарна единица го обогати својот возен парк со ново возило Toyota Hilux, кое што се води како теренско возило, меѓутоа истото може да се користи за почетни интервенции на пожари или пак на технички интервенции, односно кога стана збор со пожарување на патнички моторни возила. Тоа е донација со одлука на влада од Дирекција за заштита и спасување и истото беше преземено во текот на минатата недела. Кочанската територијална противпожарна единица во изминатите месеци посебна активност покажа за време на поплавите во регионот, зашто доби признанија и од општинските власти на Кочани и Чешиново Блешево. И Пробиштипјани денот на пожарникарите го одбележаа со ново противпожарно возило и низа активности, во кои беа вклучени и ученици од основното училиште Браќа Миладиновци. Се изведе вежбата каде што имаше евакуација и спасување на вработените учениците, поставување на двојна линија водоводна за гасење на пожар. Заедно со оваа вежба беше и промовирано новото возило, кое со одлука на владата на Република Македонија е преостапено на општина Пробиштип на користење на територијалната противпожарна единица. Тоа е ново возило противпожарно Toyota Hilux, кој има во себе вградено систем за гасење на пожари, на отворен простор и во урбана средина. Ово возило беше промовирано во кругот на основното училиште, каде што имаше голем број на посетители од општина Пробиштип. Денот на пожарникарите во Виница одбележан со обновување и проширување на возниот парк. Интервенциите на теренот ќе бидат засилени со ново противпожарно возило, кое за потребите на општина Виница го додели Дирекцијата за заштита и спасување. Во соработка со Дирекцијата за заштита и спасување и владата на Република Македонија набавено е теренско возило Toyota Hilux за потребите на противпожарната единица на општина Виница. Ова возило исто содржи специјална опрема за гаснење на пожар, како на урбан пожар, така и за гаснење на пожар на отворен простор. И тоа се ќе значи зголемување на ефикасноста на единицата за противпожар во општина Виница. Инаку противпожарната единица во Виница во моментот располага со 5 возила за терен и засега квалитетно одговара на потребите од интервенции на теренот, кои во првите 4 месеци се колку лани цела година. Генерално можем да кажем дека за разлика од претходната година, ова година имаме повеќе интервенции и тие се негде до сега имаме околу 40 интервенции, со тоа што на објекти имаме околу 10 пожари, а на отворен простор имаме веќе интервенирано на скоро 30. Бројките најавуваат сериозна подготовка и работа за пожарникарите годинава, имајќи го во предвид податокот дека минатата година ја заокружиле со вкупно 29 интервенции. Утре во раните утрински часови на неколку локации во Делчево и Пехчево ќе се изврши прскање против комарци. Прскањето го реализираат екипи на Центарот за јавно здравје од Скопје. Општина Делчево започнува со борбата против комарците. Утре во раните утрински часови според договорот од подпишаниот тендер ќе се изврши мајското туристичко прскање против комарци на површина од околу 100 хектари на неколку претходно предвидени локации. Општина Делчево ги известува граѓаните дека на ден 21.5.2015 година, четврток,
Во раните утрински часови, стручни екипи од јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Скопје ќе извршат теристичка од земја аеросолна дезинсекција против комарци со УЛВ метода, односно ќе се спроведе планираното мајско прскање против комарци. Оваа активност ќе се изведе во следните предвидени атари: река Брегалница со притоки на површина од 30 хектари, езеро Мотел Кула со површина од 15 хектари, река Габровчица 4 хектари, Звегорска река со површина од 4 хектари, Чаршиски ендек со површина од 3 хектари, Пустевски ендек со површина од 3 хектари, Манастирски ендек со површина од 5 хектари, Грозданец ендек со површина од 5 хектари, село Вирче со површина од 10 хектари, село Тработивиште со површина од 14 хектари и непредвидени места со површина од 7 хектари. Посебно се известуваат сопствениците на пчелни семејства да превземат соодветни и неопходни мерки за заштита на нивните пчелни семејства од евентуалните последици кои можат да настанат од предвиденото теристичко прскање со аеросолни препарати. Освен во Делчево, земјеното прскање против комарци утре и зутрина ќе се спроведе и во Пехчево. Во случај на неповолни временски услови, ветер или дожд, теристичката дезинсекција ќе се одложи за неколку дена. Поранешниот градоначалник на Македонска Каменица заработи кривична пријава за злосторничко здружување во 2006 година, кое резултирало со незаконско приватизирање на управната зграда на САСА. Против ПМ обвинение имало и во 2011 година за злоупотреба на служената положба и овластување. Кривична за екс-градоначалникот на општина Македонска Каменица и против 8 лица на возраст од 32 до 58 години за злосторничко здружување, фалсификување на исправа и злоупотреба на службената положба. Во 2006 година, како актуелен градоначалник на општината, тој со намера да се стекне со поголема недвижнина станал собственик на управната зграда на рудникот за олово и цинк САСА, која во тој период била во стечај. Заедно со останатите осумнина на 8 мај 2006 година ја основале фирмата МКК Македонска Каменица и во договор со стечајниот управник на рудникот за олово и цинк САСА организирале продажба на истата зграда, без при тоа да го евидентираат приземјето кое зафаќа површина од 250 метри квадратни. Градоначалникот најпрвин, преку советот на општината, донел одлука за купување на 50% од управната зграда, а подоцна без одлука на советот, тој само иницијативно, без никакво образложение ја повлекол. На тој начин МКК станала собственик на управниот објект на рудникот САСА. Откако се стекнале со собственост на целата зграда, со купопродажни договори ја префрлиле на дел од пријавените, меѓу кои и градоначалникот, кој се стекнал со 25% од истата, а без да уплати парични средства. Во текот на 2007 година, иако знаеле дека не се собственици на дел од приземјето, поднеле барање за пренамена адаптација до општината. Со ова, злосторничката група се стекнала со имот околу 16 милиони денари и со недвижност приземје од 250 метри квадратни. Ова не е прва кривична за екс-градоначалникот. Тој во 2011 година кривично е гонет за злоупотреба на службената положба. Тогаш подпишал 2 договори за кои не бил овластен и незаконски извршил јавни набавки. И на овој начин го оштител буџетот на Македонска Каменица за 47 милиони денари. Во очекување на високи температури, јавното предпријатие Исар Штип ги поправа јавните чешми и апелира до граѓаните да не ги оштетуваат фонтаните и чешмите кои ги има во центарот на градот, но и во населбите. Општина Штип планира зголемување на бројот на фонтаните и јавните чешми. Пред извесен период јавното предпријатие Исар од Штип ја стави во функција фонтаната кај Суитлакот. Она што ќе следува до крајот на оваа недела е ставање во функција на јавните чешми на уште неколку локации во градот. Јас се надевам дека до крајот на неделата, дека трите кои што планираме да ги ставиме во функција, тоа е населбата 8 ноември, во Сењак и во населбата Баби, дека ќе ги реализираме. Меѓутоа користам оваа можност да апелирам до граѓаните
да не ги оставаат славините отворени, а уште помалку да ги крадат. Да си го чуваат оно што е наш заеднички имот. Токму поради несовесноста на дел од граѓаните, голем број од јавните чешми не работат. Повозрастните штипјани за ова ја обвинуваат помладата генерација. Намерно го прават, а не треба да го прават. Не треба да го прават затоа што е потребно. Многу е потребно. Летно време особено е потребна водата. Ама ноќи што шетат младите. Треба секој во граѓанин да води сметка зашо тоа да се уништи. Ама ете има секој народ. И Сар ги прави, ама без фајда што ги прави кога гледам јас у Стара Чаршија фонтана, додека ја направат, утрето отиде ни чешма, ни вода, ништо. Ништо не е крив и Сар. Тоа се криви луѓето. Не знам на младите што им смета да ја уништува водата. Водата е живот. Во последниот период, најголем број од нашите сограѓани попладневните часови ги поминуваат на градскиот плоштад, каде постои фонтана, но и таа не функционира, а пак на патеката под Исарот, каде навечер се рекреираат, не постои ниту чешма, ниту фонтана. Фонтаната на плоштадот треба да се обнови, кај неа е проблем одводо на водата е многу неадекватен за функционирање, земајќи во обзир дека дел од несовесните граѓани пуштаат каменчиња и со што ја прават нефункционална, односно наместо вишокот на вода да оди во одводо, автоматски таа се разлива по плоштадот, што воопшто не е добра гледка. Оно што недостасува е чешма, односно фонтана на шеталиштето покрај река Брегалница. Имате ли во план да се направи таму нешто? Па во неколку наврати е разговарано. Своевремено се разговараше дека таму имат некои планови за позади Саро да се направи као место каде што граѓаните можат меѓу другото и кафе да се напијат, па мислам дека во тоа време би можело, кога ќе се има цел концепт на сета таа идеја, во тоа време да се спроведе и јавната чешма и тоа што е планирано како објект за одмор на граѓаните. Во меѓувреме, во јавното претпријатие и се размислуваат за реконструкција на фонтаните и јавните чешми, кои се целосно демолирани од страна на нашите сограѓани. Останува на нашата совест да го зачуваме тоа што некој го направил за наше добро. На денешен ден 1876 година избувна разловечкото востание против османлиската војска. И покрај неуспехот на востанието, тоа имаше големо значење за будењето на националната свест на македонскиот народ. Разловечкото востание е инспирација и за историчарите, и за писателите. Во Разловци камбаните звонат, кориите од обозна враќаат тек, мажи пцујат, жени колнат, облачно небо грми кобно, лакоми јазици црвени и црни, плитарите ги голтаат злобно. Разловечкото востание е инспирација за голем број писатели и истражувачи на историјата. За Разловечкото востание, неговите востаници за село Разловци, кое на денешен ден 20 мај 1876 година било нападнато од востаниците и голем број на турци биле убиени и ранети, се напишани голем број на книги, песни и поеми и за новинарот од село Тработивиште Делчевско Васил Маневски, кој има режирано голем број документарни филмови за Пијанечко-Малешевскиот регион. Разловечкото востание му било инспирација да напише неколку песни и поеми, а дел од нив се објавени во неговата стихозбирка «За твојот сон». За Разловечкото востание, за неговите организатори и учесниците во него имам еден циклус песни, од кои во мојата прва книга «За твојот сон» имам поместено 2 сонета и една така наречена Разловечка рапсодија 1876. Овој е инспиративен настан од историјата на македонскиот народ, бидејќи Разловечкото востание еден прв организиран бунт против вековното отоманско робство и е инспирација за подоцнежните генерации македонски револуционери кои ја продолжуваат борбата се до Илинден и по Илинден до Ноб, а овие традиции се негуваат и до денешни дни. 139 годишнината од Разловечкото востание викендов со голем народен собир беше одбележено во село Разловци и со свечена академија во градот Делчево, во организација на Општина Делчево и Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров.
Благодарници и пофалници за постигнати успеси денес им беа врачени на 16 медицински сестри, техничари и акушерки во јавните здравствени установи во Штип. Спасувањето живот значи херојство, а медицинските сестри секојдневно спасуваат илјадници животи. Денес, по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на сестринството, од страна на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки во Штип, беа наградени најзаслужните. Моравме датумот да го приначиме. Денес ќе славиме, ќе бидат наградени 16 медицински сестри, техничари и акушерки, од кои дел од нив ќе добијат благодарница, дел пофалница, дел плакета. И морам да напоменам, ние веќе имаме двајца наградени колеги, тоа е сестра Јанева Катица од работна единица гинекологија и акушерство, наградена на национално ниво, и нашиот драг колега од итна медицинска помош Кире Димитровски, кој исто така беше награден на централната прослава на Сдруженијето на медицински сестри, техничари и акушерки на Македонија. Наградата е посебно значајна и представува мотив за поголема посветеност на работата. Па на мене лично многу ми значи. После 20 години стаж беше време и јас да добиам една ваква награда. И сум многу горд на мојата професија, што ја работам веќе 20 години. Самата професија не е женска професија. Значи, еве те, во секојдневната пракса се среќаваме со жени што работат машка професија, како шофери и слично нешто. Инаку самата награда значи една голема мотивација за мој понатамушен напредок во мојата работа. Во текст се подготовки на закон за медицински сестри и акушерки, како и формирање на сестринска комора. Во меѓувреме, од печат излезе кодексот за етика при вршење на работата на медицинските сестри. Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов и општина Штип организираат хуманитарен концерт за македонските бранители кои загинаа во терористичката банда во Куманово пред неколку недели. Концертот е утре во 20 часот во Домот на културата Ацо Шопов во Штип, на кој ќе настапат ученици од Средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Средното музичко училиште Сергеј Михајлов со поддршка на локалната самоуправа на општина Штип утре четврток 21 мај организираат хуманитарен концерт за загинатите полицајци во неодамнишната вооружена престрелка во Куманово. Музичкото училиште Домот Сергеј Михајлов е иницијатор и организатор за правење на еден хуманитарен концерт во чест на загинатите бранители. Сепак со поддршка логистичка од страна на општина Штип. Местото на одржување на концертот ќе биде Дом на култура и почеток 20 часот. Цената на билетот ќе биде 100 денари и нормално собраните средства ќе бидат донирани на семејствата на загинатите бранители. Музичкото училиште ќе настапи со програма од околу 12 музички точки со посвета на загинатите борци, а покрај изведба на музички numери, тие имаат подготвено и рецитал за благодарност на бранителите. Собраните средства од концертот ќе бидат комплетно префрлени на донаторска сметка на семејствата на прерано загинатите македонски службеници за одбрана на Македонија. Ваквиот гест на музичкото училиште е уште еден доказ дека дадените животи на бранителите за народот ќе останат за секогаш запаметени. Министрите за надворешни работи на Малезија, Индонезија и Тајланд договорија нивните крајбрежни стражи да им дозволат влез во земјите на над 7000 бегалци од Мјанмар и Бангладеш. Прв чекор ќе биде обезбедување на храна и лекови за несрегните имигранти, а трите држави ќе одберат локации на кои во привремени кампови ќе се сместат бегалците. Лекарите и медицинскиот персонал во болниците ширум Грција денеска почнуваат 24-часовен штрајк поради неисплатените прековремени работни часови. Здравствените работници бараат од властите итни мерки за вработување на дополнителен персонал во државните болници и медицински центри, обезбедување финансиски средства од државниот буџет и исплаќање прековремени работни часови. Најмалку 10 лица загинаа, 32 други се повредени кога на еден железнички премин во северниот дел на Индија патнички воз удрил во трактор кој зад себе влечел приколка полна со луѓе. Тракторот ја преминувал пругата во близина на градот Биџнора во индиската држава Утар Прадеш, кога доцна синоќа утрил во него патничкиот воз.
Службеници од органите за борба против дрогата заплениле во американската држава Њу Јорк рекордно количество хероин во вредност од $50 милиони. Серијата со тежина 70 килограми е одземена за време на викендите во реонот на Бронкс. Полицијата уапси двајца државјани, од кои се одземени достапни $2 милиони. На нафтовод покрај Калифорнискиот брег пукнала цевка и во морето се излеале 79.500 литри нафта. Нафтоводот е паралелен со автопадот 101 во близина на Санта Барбара, а на површината на морето се направила нафтена дамка долга 6,5 километри, а широка 50 метри. Се уште не е позната причината за пукање на цевката. Победничкиот пиедестал и годинава резервиран за Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево. Витрините на училиштето се побогати за уште едно одличие, овој пат сребрен медал, и тоа благодарение на успехот на ученикот Александар Алексовски, ученик во 9-то оделение кој стана вице-шампион во атлетика во дисциплината скок во височина. Александра ја оправда довербата на својот ментор и е дел од плејадата на ученици кои доследно го промовираа Општинското основно училиште Ванчо Прке на државните спортски игри. Со мојот наставник Горан Велков, тој ме подготвуваше на часовите по физичко образование. Има техника на скокање со одраз со една нога. Можам да кажам дека оваа дисциплина скок во височина бара висина кај надпреварувачите, бара експлозивност во нозете и добра техника. Значи ние скокавме техника флоп, која техника се применува и на Олимписките игри. Имавме еден месец за подготовки. Мислам дека со неговите предиспозиции може комотно, значи, да се надпреварува во оваа дисциплина и на државно ниво и во атлетиката. Освен во скок во височина, дел од учениците од Општинското основно училиште Ванчо Прке од Делчево се надпреваруваа и во останатите дисциплини. Трчање на 600 метри, фрлање ѓуле, скок во височина и скок во далечина. Јас бев во фрлање ѓуле, во доста јака конкуренција. Успеав да фрлам 9,5 метри. Нашето училиште оваа година поради смената на генерација не успеа да се пласира во дисциплините во спортот ракомет и футсал, меѓутоа имавме завидни резултати на атлетиката. Најмасовната спортска манифестација во Македонија за основни училишта, која популарно е наречена и Мали олимписки игри, годинава се одржа под слоганите "Во здраво тело, здрав дух", "Активност за подобро здравје", преку спортот другарувањето е поголемо. На истата учество земаа повеќе од 1000 ученици во машка и женска конкуренција во 6 спортови, меѓу кои фудбал, ракомет, кошарка. Инаку за потенцирање и фактот што Александар Алексовски од следната учебна година ќе биде и член на спортската академија во паралелката ракомет. Спортистите од Универзитетот Гоце Делчев учествуваа на 35-тите универзитетски спортски игри Спортфест 2015, кој се одржаа во Истанбул, Турција. На овој престижен спортски настан кој се одржа од 8 до 13 мај годинава учествуваа бројни универзитетски спортски екипи од над 35 држави, вклучувајќи ги Полска, Чешка, Норвешка, Шведска, Португалија, Либан, САД, Србија, Бугарија и други. Од 19 различни спортски дисциплини кои беа на надпреварувачката програма, студентите од ДУГД се надпреваруваа во 5 дисциплини: одбојка во сала и на отворено во женска конкуренција и футсал, кошарка и пинг-понг во машка конкуренција. Студентите од Универзитетот Гоце Делчев освоија 3-то место и бронзен медал во футсал, 4-то место во кошарка и 5-то место во индивидуална конкуренција во пинг-понг. Екипата на УГД беше составена од студентите победници во универзитетските лиги кои традиционално по 4-ти пат се одржаа во март оваа година. Заврши дневникот на Канал Плюс. Останете со нашата програма. Веднаш по дневникот следи разговорот со Кирчо Патраклиев, командир на територијалната противпожарна единица во Штип.